Дистрикт Цивил Прес студио, интервју на Зоран Иванов со Мерсиха Смајловиќ. Википедија за Мерсиха. Скопјанка од раѓање. Незините од Санџак, Србија. Правник по образование, прва студентка на Скопскиот Свети Кирил и Методи, со марама на настава и на испити. Невладина активистка на тема хуманост од средношколски денови до денес и претпоставувам и натаму. Посебен фокус заштита на муслиманките од дискриминација, организира и учествува во бројни хуманитарни кампањи, последна преокупација бегалците, најпоследна бегалците од Авганистан. Добре дојдовте во Дистрикт, во Цивил Прес студио Мерсиха Смајловиќ. Добре ве најдов, фала за поканата. Ќе почнеме од крај или од почеток. Ајде да почнеме од шамијата. Прва студентка и прва на испит со шамија. Тоа е символ ваш личен, на верата ваша, на хуманоста, или? Кој е вашето толкување во неколку зборови? Да, тогаш бев единствената со марама и во текот на целите студии, единствената. Беше мој собствен избор, бидејќи сум муслиманка и во исламот сите избор на верување, на облекување мора да биде да доаѓа од собствено убедување, никако од присила. Да, некако имав потреба да се идентификувам, да верувам и да го покажам своето верување, бидејќи марамата е дел од моето верување. Слободен избор одлучив да ја ставам марамата кога... И тоа ве држи и ден денеска? Да, па еве 16-та. Пораката што ја праќате, или веќе на тоа и не мислите, но предпоставам средината во која се дружите, а кои не се муслимани по вера. Може би забележуваат, ако не гласно, во себе, па добро, зошто мора да истакнува вера? Нели сме еднакви, нели градиме општество за сите? Зошто мора Мерсиха да се одвојува од нас другите? Јас верувам дека ова е мој избор од начинот и ја поддржувам секоја жена во начинот кој што одлучила и како сака да се облекува. Така да облеката е нешто што е надворешно и така да и пријателките кои или колегите со кои разговарам, сепак одлучиле некој стил на облекување во кој што нели не навлегуваме. Луѓето и отворено ме прашуваат за марамата, за нив тоа нешто е ретроградно, нешто што е уназадува жената, но кога ќе ги запознаат повеќето жени сметаат дека всушност тоа е собствен избор и ги охрабруваат и се кршат предразсудите на некој начин. Ке ми дозволите, поради годините, вие сте убава жена, имате убаво лице, претпоставам дека имате и убава коса. Не сте посакале некогаш во јавноста вака да се појавите како жена за некој моден часопис, например, да се сликате во некои наши околности? Сум била во часописи македонски, на насловни страници сум била вака со марама, така да убавината доаѓа пред се од натрешност и во оно што го правиме секојдневно, а жените може да бидат убави и без марама, со марама, келјави, со коса, без коса, така да убавината во оно што го правиме. Ке ми простите, можеби на почетокот сум малку груб со прашањата, но се надам дека јас ке легнам на вашите убедувања за вашите лични, нели, и ставови и внатрешни и надворешни доживувања. Сакам нешто да прочитам, нешто што, подготвувајќи се за оваа емисија, извадив една ваша изјава. Сакам историјата да го бележи нашиот глас, како гласот на хуманоста и солидарноста. Ова е на Мерсиха Смајловиќ личната филозофија животна и преокупација. Да, како борка за човекови права или пред се моето нешто во што сум активна последните 6 години е правата на бегалците, на емигрантите, или живееме во ето време каде живееме во свет на градење угради. Градење угради, имаме ограда на нашата територија, ограда за да се спречат слободните движења, да им се одмогне на луѓето кои што бегаат од неволи и од војни. И некако целата моја генерација додека ако беа Втората светска војна, рушење на зидови и поврзување на сите народи, сега живееме во време каде што се градат огради на сите граници, на сите држави, на македонско-грчка граница имаме разорна ограда, дупла со жилет ограда каде што бегалец мигрант ако помине ќе се исече или животно. Имаме турско-грчка, само на вести слушаме се гради нова ограда, се гради нова ограда и некако својата Тоа фрустрира многу. Многу фрустрира. Но ајде да видиме. И тоа ми е филозофијата. Ние сакам да го надживееме тие моменти, да ги надгласаме тие вести за огради и за жици, така да бидеме тие кои што ќе повикуваме на солидарност, на хуманост, на помагање, да бидеме таа генерација каде што историјата ќе не памети не по зидовите, туку по хуманост. Така, ве разбирам, но ајде јас да се ставам, бидејќи тоа ми е улогата од другата страна на јавноста, условно да речам.
Дел од јавноста, веројатно и со право, бидејќи како што вие имате некакви убедувања и тие имат некакви убедувања. Ние сме затворени во општества и ограничени со граници што се нарекуваат држави и државни граници. Таму постојат закони, правила и така натаму. Секое општество, веројатно секое племе, простете на најгрубиот израз, во кој се сметам и себе, еве во оваа наша македонска држава, сака да се заштити. Имате ли разбирање за тие жици од тој аспект гледано? Или не можете да разберете реакцијата од другата страна? Стравувањата на луѓето? Многу можам лесно да разберам другата страна, бидејќи не толку одамна, дури сега, ние сме сепак население кој продуцира азиланти и мигранти. Самото наше население, самата наша држава е нешто што продуцира. Дори пред 2005 визниот режим, вие паметите, јас паметам дека нашите роднини пријатели иделе на истиот начин во земјите на Европска унија, злоупотреба на визен режим, на визите кои им биле дозволени за месец или ирегуларно поминување на границите. Сепак сме многу блиску и со војните, за жал, со сеќавањето од војните во Босна и Косово и на конфликтот во Македонија, но да, имам разбирање за стравовите и често пати ги читам коментарите од граѓаните кои што покажуваат негодување или поддршка кон некоја политика на државата и претходно и сега во однос на лимитирање на правата на бегалците и слободата на движење. И така да ги читам за да можам да знам за граѓаните. Да, секоја држава има право да си ги штити своите граници. Реакции на граѓаните за политика на бодликава жица, како... Да, бодликава жица, ограничување на движење, ни требаат мигранти, ни требаат бегалци, се плашиме. Да, пред се влада е стравот, бидејќи нашата држава е социјално ранлива. Уште една категорија на социјалниот систем во Македонија, како што се бегалци и мигранти, ќе го крахира. И го разбирам тој страв од немаштина, сиромаштија и не ни требаат уште, но не го оправдувам секако, бидејќи Македонија има една од најниските стапки на одобрување на барања за азил. Последниот бегалец во Македонија е одобрен во 2017. Добро, но и нема голем интерес за азил во Македонија за останување, повеќе инклинираат кон западните земји. Повеќе вин-вин ситуација. Имаме бегалци мигранти кои што ако изгуглате каква состојба е Македонија, како што ние, ако сакам да идам во Канада, гледам каква е ратата, каква е стопката на одобрување на азил за македонски граѓани и слично. И ако видите во Македонија сакате да барате азил, мислите причината е ксенофобија некаква овде во општеството, во државата, или станува збор за токму за ова што спомнавте вие, социјалниот карактер? Сепак сме ние, условно да речам, бедна држава. Да. Ксенофобијата има неколку причини зашто се случува, но најповеќе да не заборавиме 2017 локалните избори, каде што беше злоупотребена цела кампања од една политичка партија за мигрантски кампови ќе се градаат, ќе дојдат 100.000 бегалци на границата и слично. Од која политичка партија? Зошто се плашиме ли да ги спомнеме субјектите кои Не, јас не се плашам, бидејќи јас бев една од најгласните. Јас ќе ви кажам, тоа е партијата ВМРО ДПМН. Значи тоа беше кампања каде што во еден момент собраниската говорница од пратеник на ВМРО беше 111 пати спомнат зборот мигрант на пратеничка седница која што немаше врска со мигранти. Тоа лесно може да го проверив на записникот тој ден од седницата. Провер дека 112 пати е кажан од 2017 зборот мигрант за време на локални избори. Значи пратеници кои што ние ги плаќаме ако ви ќе збориме за пари и за потеретување на буџетот. И таа кампања остана, иако во времето на владата на ВМРО се смени законот, каде што им се овозможи хуман третман на бегалците и мигрантите и се изградија двата бегалски кампа на границите со Србија, едниот е на граница во Гевгелија, едниот е во Куманово, едниот е во Гевгелија. Иако тоа 2015 се случи, сепак се дигна галама 2017 и кај луѓето се види дека е многу добра да играме на картата на страв. Велам, можеме да го оправдаме кога некој ќе ви каже отворено каде ќе дојдат во Македонија, гледате колку сме сиромашни, не може да се навикнат, но државата има обврска спрема меѓународните закони, спрема нашиот устав, спрема законите на луѓето кои што бараат заштита да им овозможи. Мене како правничка тоа ми е доволно, како хуманитарица и како активистка, тоа ми е уште поголем притисок. Има една изрека воопшто кај нас, веројатно и кај вас во вашиот дел од културата, иако сите сме едно, нели оде во ова казанче наречено Република Северна Македонија, за секој гостин 3 дена доста. Тргнувајќи од таа филозофија, претпоставам вие да сте активист граѓански, како што сте овде во Македонија, например сега во Австрија или во Хрватска, ќе бидете многу фрустрирани. Таму ги затворија границите и за последните бегалци.
Да, затоа оно што мене ми буди нормално фрустрација земјата во која што сум родена. Прашувам каде е Македонија? Дали е сепак малку понапред дури од поразвиените земји? Не, воопшто не е, затоа што Вие спомнав Австрија се затвори, Хрватска исто така. Ако го следиме напредокот на одобрени азили. Зборувам за последниот бран бегалци за афганистански. Да, ако збориме за одобрени барања за азил, ако збориме за прифаќање на азил, генерално Европската унија после 2016 со затварање на балканската рута, сите го намалија бројот на азили. Но ние кога често патуваме и разменуваме искуства, многу ми е интересно за мене од Македонија да доаѓам со негативно искуство за азил, од кога на таблата ќе стават колку се одобрени азили, секогаш и Македонија на листа така. Добро, од Афганистан толку, од Сирија толку. Зборувам ми го разбравте, се надевам прашањето за сите затвараат граници. За квантумот на луѓе што сега со последниот бран ги прими Република Северна Македонија. Сите имаат не прими. Зборите за евакуираните? Не, тоа не се бегалци. Од Афганистан. Значи има дозвола за колку што. Ма не се бегалци. Тоа се евакуирани граѓани со дозвола за влез. Има дозвола за капацитетот на 1000. На пример, вие спомна Хрватска, Австрија скроз затвори, освен некои што работеле со хрватските граѓани во Афганистан. Сакам да кажам да сте таму сега ќе бидете уште пофрустриран, дури не примаат ни транзитни бегалци што се вели во Хрватска и во. Како реагираат вашите колешки и колеги таму, невладините организации? Имаме и неколку заеднички соопштенија каде што не само што бараме да има посебен третман за евакуираните афганистанци кои влегуваат со визи, то исто така и афганистанците во Македонија, имаме афганистанци во Македонија кои го зборат течно македонскиот јазик, кои што сакаат да останат во Македонија, не им се дозволува. Ние бараме нивен третман во однос на привилегии. Цело време ме враќате на Не, јас ви кажувам за принципот, ја ви кажувам за принципот на примање и на прифат кој што има секоја земја обврска, посебно земјите членки на НАТО, кои што објавија и кажа дека се повлекуваат Афганистан, не успеале да ги заштитат, да донесат демократија, мора да го носат тој терет. Ги повикувам нели сите влади, и на Хрватска, и на Австрија, и на сите. Но мојот сила и енергија е на владата на Република Северна Македонија, таму каде што сум активна и каде што си ги плаќам да носам. Основа сте на Легис. Тоа е основната дејност на вашата невладина организација? Ние постоиме од 2009. Ние постоиме од 2009, преку Легис сме организирале меѓународни хуманитарни мисии на Блискиот Исток, во Босна, Србија, која беа поплавите, и сум била лично во Африка. Искрено да ви кажам, малку ме изненадивте мислев дека попозитивно ќе гледате на работите како македонското општество, македонските граѓани, па и македонските институции, значи македонската држава, се справува со тие бегалски кризи во светот, дека колку што има капацитет, 1000 и нешто наспроти, не знам, 100 во Хрватска или 50 во Австрија, дека малку ќе го пофалите ово општество и овие институции. Но добро, останува... Знаете како власт е како мало дете. Ако го мазиме и го толерираме, може да стане до нешто. Значи ние мораме критички да гледаме на тие работи. Добро, но малите деца треба да се стимулираат понекогаш, нели? Треба да се Македонија сепак останува и тоа е во што мене ме загрижува и зашто сум вака критички, бидејќи сакам Македонија да напредува во човекови права, но и на патот на ЕУ. Во извештаите на Европската комисија имаме посебни поглавја за азилот и за миграциите и за границите. И секогаш Европската комисија бара од Македонија поголем напор кон азилот и кон миграциите. Ако ние имаме 0 бегалци одобрени, а имаме барања за азил, ние велиме па нека да останат. Да, Европската комисија вели зошто имате 15 барања, толку имаме ние, максимум 15-20 барања за азил, а вие сте кажале 0. Тоа се минуси. Зошто да не барам власта? Јас тука ве поддржам, тоа треба и комплимент да биде некој да сака да остане во Македонија. Да, ама сакам да кажам дека оно што Македонија го прави на полето на човековите права влијае и на нашиот пат кон Европската унија. Затоа сме ние тука критичкиот глас на власта и многу е добра власта да ги дозволува, како што сега имаме прилика како невладини организации, јавно да критикуваме некои политики за да бидеме подобри. А секако кон афганистанците кои што ги прими Македонија 1000, колку рече ќе прими, моментално имаме околу 400, е за поддршка, иако целиот терет го имаат меѓународните организации кои што мислите на финансискиот терет. Финансискиот дел, но сепак добрата волја на нашите администрација, сепак брзото одобрување на нивните визи, што тие се влезени со туристички визи, но сепак не може да ме помири фактот дека 43 дена се затворени во хотел. Добро, јас
Добро, веројатно такви се законите и прописите и тоа не се уникатни наши Па не, македонски... туристички Тие според се законот за тие странци. 90 дена, нели? Не, според закон за странци ние немаме право ни уставно ни законско да затвараме некој според тие се влезени со визи, со дозвола за престој. Дури ирегуларните афганистанци кои што влегуваат ирегуларно од Грција во Македонија. Сака да каже дека тие се луѓе слободни и можат тие 90 дена да се движат каде што сакаат. Па што е проблемот што не се движат? Ке повикате владини. Не, вас ве прашувам, вие сте на теренот и знаете, дали државата се плаши можеби од инволвирање на некои радикални структури меѓу нив? Тие се сите вработени во меѓународни организации кои што си поминале меѓународни скрининзи пред да бидат вработени во некоја меѓународна организација. Тие се со пасоши, со документи за идентификација. Владата вели дека се протоколи. Тој протокол го немам прочитано за да знам дали е стравот нивен. Недостапен е протоколот? Па сме го побарале, можеби не сме се обиделе по... Побарајте го, бидете поупорни. Да, ќе бидеме поупорни, но дефинитивно сензитивноста на луѓето кои што се обколени од државната институција околу организациите на вистина за почит, се да се максимално посветени да им го олеснат престојот во Македонија и да го правдаат нивното затварање во хотели, иако тоа се повеќето борци за човекови права, имаме парламентарци, поранешни министри кои што сепак ги знаат и меѓународните закони, а лесно ги гуглаат и македонските. Добро, сепак им е претпоставам и полесно и покомотно отколкото е хаос што сега се случува во Авганистан. Вие сте тука непосредно со нив, нешто испомнавте дека еве добро се чувствувате, освен што се затворени, не рековте неправедно, нели? Или протоколи некои утврдуваат такви некои меѓународни стандарди. Протоколите се дека е ковид поддржува. Не зборувам за ковид, Значи зборувам за проверка на државата на разни структури. Па пред да ги им дозволи да... Светот малку е изгорен од тој муслимански радикализам, сега или грешам од терминот. Па радикализам кој или што само е радикализам. Само радикализам. Вие некаде подготвувајќи се за овој разговор со вас прочитав дека имате преведено хуман Куран или хуманиот дел од Куранот, не разбрав, објаснете ми во 2-3 збора. Не, на литературен јазик. Куранот на македонски јазик на литературен јазик, македонски литературен стандарден јазик. Не стои зборот хуман, лошо сум разбрал. Не, само македонски јазик литература. Која е генералната забелешка, еве и на македонската поширока јавност околу протежирање на типот на вера, како што е муслиманство, радикалниот, како што на времето и христијанството, и католичкото, и православното, нели, во среден век парале вештици, вештерки, не знам, измислувале разни стигми. Сега во овие последниве 2 века или последниот век поготово или последниве децении во мода е, ако можам така да се изразам, тој муслиманскиот исламскиот радикализам. Малку се слуша гласот на македонските муслимани кои вака, нели како вас јавно се декларираат во тоа, да ги за осуда на такви радикални структури. Можеби државата од бегалците и од сириската и од оваа криза и детектираше некои такви структури, инволвирани поединци. Можеби и сега се плаши. Кажете ми, дали вие исто мислите дека е претиво гласот на муслиманското ткиво во Македонија против радикалниот екстремизам, каде што гинат невини луѓе, тероризам и така натаму? Дефинитивно тероризмот е една од најстрашните опасности кои што демнеат во светот. Луѓето не се чувствуваат сигурни, тоа е целта нели на терористичките акции, да ве направат несигурни, не знаете каде ќе биде следниот терористички напад или кој ќе го предизвика. Она што сум гостувала и во другите телевизии, исто така јас го пишувам и извештајот за исламофобија кој што за исламофобија во Европа, јас го пишувам извештајот за Македонија. И често пати ми влече око таквите термини. Значи исламски тероризам не е вистинскиот термин кој што би требало. Може попрецизно. Значи исламот не предизвикува тероризам. Туку може да го кажеме секоја идеологија лесно може да биде злоупотребена. Сега сме сведоци на левичарска идеологија кој што станува се пострашна. Фашизоидна мислите, но не, лесно се доаѓа до екстремите. Да, но мерси. Религијата не ве поттикнува. Да, ќе ве вратам. Сепак, последните појави во последниве декади и во Шпанија, и во Франција, и не знам, и во муслимански држави се од муслимански радикализам, од припадници на тие екстремни групи. Моето прашање беше дали овде во Македонија, еве и вашата организација или не знам верските заедници повеќе, не само муслиманските, него и сите други некако како да премолчно поминуваат низ
низ таа појава, а треба да се дел од воспитниот процес на едно општество, нели? Значи постои екстремно сваќање на религијата и нејзино погрешно толкување, но ако исламската заедница верска бидејќи е кровна и ние се ја признаваме и прифаќаме како кровна институција, повеќе биде активна во животот на муслиманите и представува авторитет за нас муслиманите, ние толкувањето на исламот нема да дојде до злоупотреба. Значи секој си го толкува одредбите од Куранот или од животот на пратеникот Мухамед како тој самиот сака. Бидејќи немаме некој верски лидер како што имаат католиците папата, за да сметам дека тоа што ќе го каже е прифатливо. Тоа е така и во православието, секој од владиците си толкува на своја територија како што сака. Да, но сите тоа дозволува до слободно толкување, до екстремни појави, до фанатизам и до екстремизам кој што за жал коси животи, крши права, ограничува, лимитира права на жени, на деца, на слободно движење. Мислите ли дека на светско ниво треба малку по општествата воопшто светот да биде погласен во воспитувањето на младите кои лесно се заведуваат веројатно на млади години во некои идеи за нешто големо, за нешто, па се жртвуваат и себе си, нели, ставаат експлозив на себе и тие гинат, нели, дали е дрогата во прашање, под кои околности тоа го прават. Да, постојат многу околности, посебно кај младите. И оно што гледаме последните години е застрашувачки, како да кажем македонски white supremacy, моќта на белиот човек. Имавме во Америка големи терористички напади кои се случија, нападот во Белата куќа од радикални струи. Добро, тоа белиот човек, па сите вери припаѓаат и на белиот и на црниот или не знам црвениот човек. Да, но или во Америка. Но таму е тоа е нацизам веќе, нели? Тоа не би рекол дека е верски фанатизам. Не сакам да кажам дека лесно некоја идеологија и лесно чувството кај човекот дека е надреден на тебе, подобар од тебе, како што некој смета дека е поголем верник од тебе и сите неверници треба да бидат. Дали се чувствувате некогаш простете наинтимно непријатно кога ќе слушнете на вести дека некој од тие победи, од тој радикализам исламски направил некоја терористички акт, и деца и жени, и мажи. Посебно како светот го доживува и како го нарекува, и она што е навистина болното, тоа се одразува на нашиот живот секојдневно, бидејќи патувањето низ европските држави не е секогаш лесно, посебно кога ќе биде некој терористички чин во Европа, не поминуваме низ посебен скрининг. Спомнав, подготвајќи се за емисијата, малку копав по интернет, вие сте навистина голем хуманитарец, од пакети разни на храна, не знам, средства за хигиена, гардероба, облека и така натаму за многу луѓе, деца, жени, мажи, од сириската криза, пред тоа и во секојдневната активност. Веројатно и за делот од нашето население овде, без оглед на верата, предпоставам тие помошти. За тоа треба и пари. Од каде пари, мерси? Да. Ние сме, како што спомнавте, големи хуманитарни акции. Моментално последните неколку години сме фокусирани на локалното население, каде што за жал се наоѓа во голема криза, посебно во пост-ковид кризата е голема. Оно што Легис како и повеќето невладени дефинитивно се финансира од проектни активности, но исто така донации од локалното население и имаме среќа да поголема дел од фондовите ни доаѓаат од европските земји, од земјите на Европската унија. Никогаш до сега не сме имале поддршка и помош од турските или арапските земји, што можеби е недостаток, но и тие не се доволно ни вклучени во. Кога вака барате донации од домашни извори, да речем бизнисмени, не знам, владини некои извори и така натаму, нашава држава, па и општество и како граѓани сме хумани или малку цици сме? Многу хумани. Многу хумани или многу цици? Хумани, многу хумани. Во 2015 година, кога почна бегалската криза, сите луѓе кои што патуваа за Грција може да ги видат бегалците во колони како се движат. Тогаш ги немаше меѓународните организации, ги немаше амбасадите да излезат. Ние како Легис и други голем број на локални организации или индивидуи се организиравме преку социјалните мрежи. Значи луѓето доаѓаа со води, со храна, со облека и донира тоа што го имаат. Сепак сме сиромашна земја и некој ако даде 500 денари, тоа му е на него еден добар дел од платата кој што дал. Едно семејство 2 дена може да живее со тие пари. И јас колку и да 2017 ми одзвонуваат тие ксенофобични изјави, не можам да го заборавам 2015. Буквално сите припадници на политички партии, немаше опозиција, позиција. Ние бевме во Гевгелија на железничката станица, луѓе кои беа големи поддржувачи на тогашната политика, можевме да дискутираме како чекаме возот. Немаше разлика, десница, левица, никој сите беа. Не сме толку црни како што почнавте на почетокот на ова интервју. Значи јас зборам за поединците, зборам за населението, зборам и за граѓаните, сепак владата и тогаш покажа разбирање, го смени законот и
нормалното функционирање сега, сепак ние сме тука да бидеме тој критички глас, затоа што така ќе се подобруваме. Едно општество за сите. Верувате ли во оваа девиза? Верувам во неа и прв пат кога слушнав дека тоа не е движење, дека е политичка платформа, некако не ми пријаше, бидејќи јас верувам во едно општество за сите, иако е прокламирано од одредена политичка партија, од поединци. Можеби во 2017 и 2018 верував дека сме едно општество за сите, но денеска во 2021 сметам дека државата не прави доволно да бидеме едно општество за сите. Јас како припадничка на бошњачката заедница морам да кажам дека живееме во едно општество каде што само се зборува за македонците и за албанците, ние помалку бројните заедници сме заборавени, дали од дешавања, случувања. И, например, едно општество за сите значи да не набројуваш нации. Зошто се лимитираме на тие нации кои што се во уставот? По Македонија имаме толку интересни луѓе, са и пописот ќе покаже колку националности имаме. Ќе си злоупотребам микрофонот, јас многу силно и камерата се разбира, ве поддржувам во овој ваш став, дури и устав ако треба да се сменуваат, да не се лимитираме. Едно општество за сите значи еднакви можности за сите. Значи јас не можам да аплицирам за државна работа бидејќи доле има една реченица која што ми кажува која националност треба да бидам. Не е доволно едно општество за сите, треба и една држава за сите. Една држава за сите и еден систем за сите. Едни можности, привилегии за сите. Значи јас не можам да аплицирам за повик за работа во државна администрација бидејќи доле е лимитирана мојата националност, па нели имаше навести злоупотреба на националната припадност. Ајде да се надеваме тоа е една фаза на овој општествен развој, дека и тоа ќе помине па, и квалитетите ќе треба да, кога ќе се задоволат, како велат она, колективитетите, тогаш ќе треба индивидуата и меѓу тие колективитети и воопшто да доаѓа во израз. Па ако останеме. Па ќе останеме, се надам. Добро, кога рековте дали ќе останеме, прво ќе вратам на почетокот на Моабетов и завршуваме уште малку. Кога се појавите на факултет, на првиот испит, или на првите испити. Како реагираа професорите кога вака со имидж на Шамија беа шокирани? Не. Сепак ве прифатија позитивно? Тоа беше едно општество за сите. Еднаква со сите други студенти. Ништо посебно, ништо различно, не бараме ни привилегии, нити дискриминација. Што се случи во меѓувреме? Значи во тие некои институции како што се образовните и слично, јас зборам за системот, во државен систем, државен апарат, нормално функционирање, ние тој момент не можеме да го видиме воопшто едно општество за сите. И стално велам дека едно општество за сите е фолклор, како што сега на локалните избори можеме да видиме покриени само на спотови и понекогаш се шегувам дека ова чисто како фолклор. Се лажам или зачекоривте малку и во политика, па исчекоривте брзо назад. Да. Што се случи исто? Јас, како што спомнавте, нели, во Википедија, дека одамна сум активистка и во невладин сектор, сметав дека ако бидам дел од државните институции или таму каде што се креираат политиките, во политичките партии, ќе можам да сменам нешто. Завршив одредени школи за политички активизам во Америка, ама за жал заради ковидот не патувавме многу повеќе на Балканот. И сметав дека можам да сменам ако се вклучам во политичкиот свет. Во Македонија не можете директно да станете пратеник, ако не сте дел од политичка партија. Бев поканета од Социјалдемократскиот сојуз да бидам дел од комисијата за труд социјална политика. Тоа е моето занимање, интерес, каде што нели можам директно да креирам политика, која што ќе биде програма на политичката партија и на идниот министер, бидејќи се спрема локални избори. Моето влегување во политика беше една несреќна појава во однос на тоа колку кампања и колку галама се крена околу тоа. Прво имаше повик дека жената со марама не треба да биде дел од политичкиот живот во Македонија, тоа го кажува, така да наречеме така, нели почнавме и македонците, но и оџите во окружувањето, дека мене со марама не ми е место во политиката, жената со марама треба да седи дома или да си го знае местото, а политиката не е моето место. Мажот муслиман може, ама жената... Возите автомобил? Да, одамна. 20 години. Што мислите за бурките? Па слобода, се доека е слобода на избор, како сака да се облекува, се доека е тоа сопствен избор на жената која решила да го носи. Мерсиха Смајловиќ, ви благодарам. Благодарам и на вас, фала за поканата. Дистрих Цивил прес студио.